Дома е таму каде што многу боли. Најтажните места се оние што некогаш биле среќни. Секогаш постои можност за да биде подобро. Се дел од пораките кои се пренесуваат со изложбата Celebrate Life, емоции за еден град на Горан Костовски. Изложбата, тоест илустрациите, се дел од поголемиот проект создаван од 2014 до 2017 година, инспириран најмногу од скопските загадени зими. Изложбава ја отворивте во периодот кога беше најголемо загадувањето на Скопје. Го кажувам ова бидејќи всушност вашата изложба е своевиден уметнички револт против загадувањето кое што го мачи Скопје последните 10 години, против енормното загадување, а ова е некоја ваша уметничка документација на последните 5 години. Да, мислам, генерално јас се инспирирам, целиот мој живот и творештвото е базирано на Скопје, на целата култура, на целите случувања што се случуваат во Скопје, али ова е само еден момент од моето творештво каде што прилично бев загрижен во сето она што ни се случува и затоа и темата е уствари емоции за еден град. Значи, ние го сакаме нашиот град каде што живееме, имаме емоции за местоположбата каде што сме, али реално ме загрижува тоа што навистина и луѓето околу нас не обрнуваат ни толку внимание на загадувањето. Тоа што се погоди енормното загадување, тоа е чисто случајност, значи не можеме да го предвидиме тоа, али да, факт е дека во зимите е многу по-страшно и загадено за разлика во пролет или лето. Каде што може би е загадено, ама не знаеме толку многу. Може ли да го објасниме концептот на изложбата? Всушност, висококатници и над нив има некои чудни суштества кои што во својата чудност ни пренесуваат миролюбиви пораки. Значи, целиот тек на изложбата е уствари вие како да се шетате низ целиот град, буквално, значи се шетаме низ градот и мене она ми недостига во Скопје среќата, насмевките по улица, комуникацијата со луѓето, а овие, например, чудовишта или карактери пренесуваат одредена порака за позитивно утре. За тоа како некогаш ќе биде подобро и како ние самите мораме да почнеме да се менуваме за да биде подобро. Јас знам дека е тешко за сите нас, али за момент малку да се тргнеме од тоа секојдневие и да почнеме да размислуваме малку по-позитивно. Впрочем, и проектот Celebrate Life, кој што го работам изминативе 8 години, е тоа да пренеса малце поинака порака. Значи, јас се инспирирам од општеството и све околу нас. Знаете, ние уметниците малце поинаку го гледаме општеството од обичниот граѓанин, али јас само го коментирам тоа што ние каде треба да се менуваме и каде треба да се движиме. Со векови наназад, всушност, луѓето се во дилема дали уметноста може да го спаси светот и таа дилема и денес еве да ја разгатнеме. Колку може уметноста да го спаси светот? Колку ова што вие го носите во себе, го пренесувате преку оваа изложба, може да не натера да бидеме погласни или некој да биде поодговорен? Јас се надевам дека само кај луѓето побудува некаква емоција. Знаете, уметноста е многу прекрасна, тажна, весела или пак можеби некојаш и многу директна и дрска работа, али уметноста е она што реално побудува чувства некакви. Кај секој различно, знаете, некој можеби нема да реагира, некој ќе реагира, али мислам дека уметноста е така поубава работа и може да допре до повеќе луѓе. Бидејќи го сакате Скопје и творите за Скопје, Скопје е вашата тема на уметничката размисла. Какво е она Скопје во кое што и вие и јас и нашите сограѓани би требало да живеат? Какво е Скопјето на иднината? Јас како го замислувам? Го замислувам дека сме сите на велосипеди, како сите сме заедно вклучени во градењето на еден подобар град, како користиме сите јавен простор, како користиме јавен превоз, како го собираме изметот од нашите домашни миленици, како го собираме ѓубрето и не го фрламе од местата каде што живееме, него го фрламе во континери, го селектираме отпадот, кој што потоа ќе го рециклираме. Значи, некако го замислувам Скопје со подобра животна средина. Секој од нас може да допринесе искрено на тоа.
да тоа да се случува, затоа што никој нема да дојде и да ни каже вака ќе правите. Не, треба да почнеме самите да се будиме за да го менуваме сето тоа. Изложбава се вика емоциите за еден град. Всушност, секој од нас му давате дозвола да си одбере емоција со која што на крајот ќе замине од изложбава. Моите емоции се негде помеѓу тажно и среќно или надежно тука негде. Па да, надежта е таа што секако не движи ни за џабе изложбата, има еден празен лист каде што секој може да си ги искаже чувствата после емоцијата. Да, надежта е таа што не движи. Апсолутно, тука сме каде што живееме сите и треба на сите да се потрудиме да ни биде на сите подобро. И не е помеѓу овие 4 ѕида, всушност во 3 простории е изложбата. Ја носите со вашите дизајнирани мајци и надвор од изложбениве простори на Акантус галеријата. Да, значи, кој што напоменав, проектов се работи 8 години и веќе за овие 8 години има сработено над 14 прототип колекции, кои што реално не се уште комерцијално продуцирани, али да, идејата со Celebrate Life и со тоа славење на животот се проширува и преку дуксери, мајци, налепници, илустрации, креативни предавања и се оно што нас ке ни направи малце да сме подобро да се почувствуваме. Благодарам што ни дозволувате да се почувствуваме подобро, што ни давате надеж и се надевам дека и после овој прилог ќе има посреќни луѓе. Апсолутно, јас само тоа е искрено све што правам со мојата уметност е само да изнудам некаква емоција, дали е негативна или позитивна, ептен сум среќен поради тоа. Ви благодарам вам за интересот секако и многу благодарност до сите луѓе што помогнаа да се случи оваа изложба, како и отвореното општество Македонија, кое што најде разбирање и некако им се допадне идејата па и го одобрија овој проект за да се реализира. Кажавте емоции и среќа и тага, јас очекувам среќата да надвладе. Благодарам. Да се надеваме дека тоа ќе биде нашиот двигател. Благодарам и вам. Изложбата на Горан Костовски Celebrate Life емоции за еден град е во галеријата Акантус и ќе трае до 29 месецов.